Знат. Повелете, да. Да, благодарам председателке. Еве за бројките веројатно исти извор користиме. Ова е Светска банка. За 2018 година бројките за раст на бруто домашниот производ, односно растот на економијата. Пример, Албанија има 4,1%. Колку имаше Македонија? Косово имаше 3,8%, Босна 4,6%, Црна Гора 4,9%, Србија 4,2%. Дали Македонија беше последна? 2019 година, проекциите. Да. Босна пак 3,1%, Косово 4%, Србија 3,3% и така натаму и така натаму. Тоа се бројките. Ако вие мислите дека овие бројки не се точни, тогаш треба да се повикате на извештаите на Светска банка. Многу милувате да зборувате за бројки, многу милувате да зборувате за извештаите на Светска банка, на ММФ и така натаму и така натаму. Оперирате во одреден број со точни бројки и ги ставате во контекст по ваш избор, но почитувана министерке, ние зборуваме за развој на човечкиот капитал со акцент на развој на образованието. Колку што добро ве разбрав. Нели? Или не е така? Добро. Сега. Вие дојдовте пред 5-6 месеци за министер за финансии, но оваа влада веќе одминува 3 месеци, уште подобро. И затоа ја сваќам вашата положба во која што се и вашиот ентузијазам што го покажувате и на говорница, а јас сум убеден и во понатамошната ваша политичка активност. Но реалноста е сурова. Ние збориме за човечки капитал и зборуваме како да ги зголемиме вештините, умешностите, знаењата на нашите ученици, студенти да бидат конкурентни на пазарот на трудот, но во 21 век оваа влада каде што вие сте министер не може да реши судбина на 150 семејства кои што своите дечиња или 150 семејства чии дечиња не посетуваат настава. Не зборувам тука за дигитализации, не зборувам тука за нови научни методи, во дидактика, методика и ајде да не ја шириме натака. Овде зборувам за право на образование. Имате проблем кој што еве 4 месеци веќе не може да го решите. Тоа е суштински проблем. Има начини за решавање, да ви кажам. И вие сигурно ги знаете тие начини. Има далечинско учење, може професорите да ги посетуваат тие дечиња во нивните домови, може да се најде решение, но треба да го барате. Ама затварањето во 16 часот на министерствата и институциите не ги решаваат тие проблеми. Имате ученици без учебници. Значи, имате ученици без учебници. Еве да ве прашам едно реално прашање. Дали без учебно помагало оценувањето на тие деца или поточно оценките на тие деца се релевантни? Тие ученици немале учебни помагала. Најосновното учебно помагало тоа е учебникот. И сега тие историја, географија имаат ставено оценки и може во секој момент да се жалат на тие оценки. Зборуваме за елементарни услови за работа. Такви учебници нема. Ние имаме прв пат во историја на академска Република Македонија еден факултет, светски признаен, европски признаен, кредибилен на секој ниво, како хемискиот факултет, кој што академската година ја започнува со протест. Со протест. И сега, имаме рангирање на нашите факултети на Шангајска листа на 3500-600 место. Видете? Значи, тоа се сериозни проблеми кои што ние прво треба да ги решиме. Значи, треба да ги решиме за да можеме да зборуваме сериозно, ако сакаме да зборуваме за зголемување на човечкиот капитал во Република Македонија. Ви имате сериозен проблем во делот на средно образование. Зошто тоа не го решите? Значи, нашите ученици до 9 одделени основно образование, природни науки, математика, физика, хемија, учат по Кембридж наставните програми, со Кембридж учебниците, кога ќе дојдат во прва година, претходната министерка го укина, тоест го стопираше проектот. Замислете, тие учат 9 години по една наставна програма, од едни учебници, влегуваат во средно образование, особено гимназија, доаѓаме до сосема друга наставна програма и учебници. И тогаш тие се определуваат за подрачјето што треба да го изберат. А не беше така. По стара програма се бираше во трета година. И сега децата, учениците, кои што завршиле основно образование, се определуваат или се изложуваат на нешто за кое што нема потреба. Значи има сериозни проблеми. Родители на вакви ученици се обраќале до нас, сигурно и до колегите пратеници од владеачката гарнитура. И до вас ќе се обратат, ако ја слушате оваа дискусија, бидете сигурни. Па плаќаат средства за часови, не знам, математика, физика, хемија, дополнително непотребно се изложуваат на средства. Значи ние
сериозни, основни, суштински, екзистенционални проблеми кои што оваа влада не ги реши. Затоа вашата положба е специфична. И сега вие дискутирате на едно ниво многу повисоко од она што се реалните потреби и проблеми на граѓаните. Проблемите на учениците, на родителите, на наставниците. Вие зборувате за зголемување на плати како единствен и основен репер за зголемување на или подобрување на условите за работа во образованието. Точно е. Јас зборувам 5 години овдека за зголемување на платите на наставниците. И велам дека, и јас сум наставник, немотивиран наставник не може да даде 100% во својата дејност, како и секој работник. Тоа е апсолутно апсолвирано прашање и го тргаме на страна. Но, кога вашата претходна влада проектираше минимална плата, требаше да знае дека наставниците и вработените во образовниот сектор, а не се малце, имаат подпишано со влада на Република Македонија колективен договор. Значи имаат подпишано колективен договор. И на тој колективен договор не се дефинирани платите на наставниците. Не е дефиниран растот на платите на наставниците. Таму се дефинирани коефициенти кои што се земени од светски и европски државни искуства. Значи, ние 2010 година и 2009 штрајкувавме за дефинирање на тие коефициенти. А тие коефициенти, почитувана министерка, се дефинираа врз база на минимална плата во државата. Значи, врз база на минимална плата. Не може коефициентот од минималната плата во училиштето до професор кој што има, не знам, 30-40 години работно искуство да биде 1,7. Сега толку ќе биде. Или приближно толку, еве. И вие гледам оперирате добро со бреќи. Каде го има тоа? Во која држава го има тоа? Ја погледнете во која држава го има тоа. Еве ќе ви објаснам, 14.500 денари ќе биде минималната плата во образование, а професор ќе зема 26.000 плата. Проверете колку е индексот, ќе видите толку е коефициентот. Со тоа го рушите колективниот договор кој што е на ниво на законска облигаторен акт. Добро не е, окей, колешка Лазаревска, ако вие мислите дека така не е добро, окей, вие сте наставник и вие како мене ќе се вратите од 13 април таму кога што дојдовме. Порека ќе видиме. Значи тој колективен договор не е само за плати, таму се дефинирани и правата на вработените во образование. Таму дефиниравме дека со 2 години работно искуство професор, наставник или вработен во образование ќе си зема решение за неопределено време, не како претходно, и тука не го кривам само влади на СДСМ или на ВМРО, на сите влади претходно. Под 5-10 години наставници чекаат да земаат решение. Да, нека заврши само. Значи, суштински. И решете ги овие за кои што ви напомнав, а да не зборувам за делот на физичката култура, за спортот. Па имате огромен број спортски сали, кои што ВМРО ДПМН ги изгради, или владите на ВМРО ДПМН ги изградија, или владите на Република Македонија, да не се делиме по партиска припадност, некои влади ги изградиле. Па вие погледнете, направете една прошетка по тие сали, ќе видите дека пола од нив се руинирани веќе. За 3 години. Точно е дека некои се оставија во незавршна фаза. Може би немале грејење, може би немале соодветно одржување, но затоа вие требаше барем тука да се посветите, да обрнете внимание и тие работи да ги решиме. И сега ние зборуваме за човечки капитал, замислете. За човечки капитал и зборуваме за некоја шеста брзина, а ние не може да ја убациме во прва. И ако толку милувате за Светска банка, за ММФ, еве еден изводок кој што ви кажува за контурите на вашиот буџет, односно за лошото управување, за тоа што зборев, со јавните институции, за сивата економија. Еве граѓаните ќе слушнат, го читам и вие го читам, јас го читате и вие сигурно. Владата воведе 2 нови програми, цитирам, за борба со неформалната економија, која се проценува од 30 до 40% од БДП. Па вие не бевте тогаш пратени, можеби не сте биле во политика, но вашите колеги од владеачкото мнозинство дрвја и камења фрла по претходната влада, сива економија, сива економија. 3 година помина, еве, ММФ дефинира дека сивата економија е од 30 до 40% од БДП. И продолжувам понатаму. А годишниот трошок за тоа се проценува на 0,8% од БДП. И ако овие програми се предвидени во рамките на планираниот дефицит за 2019 година, како резултат на пониските капитални расходи, замислете, имаме пониски капитални расходи, на среден рок тие треба да бидат амортизирани преку други расходи. Кои се тие други расходи од задолжувањето?
или мерки на страната на приходите за да се избегне зголемување на фискална ранливост. Тука се зборува за фискална ранливост, почитувана министерка. Иако овие напори се наменети за справување со неформалниот сектор, кој е неформален сектор, кој е главен кочничар на економијата, тие веројатно нема да бидат успешни. Внимавајте, тие проценуваат дека нема да бидат успешни, освен ако не се проследени со зајакнување на даночната администрација, поголема ефикасност на инспекциите, тоа ви зборував, и подобрување на давањето на јавните услуги. Значи ви имплицира дека треба да ги подобрите давателите на јавни услуги, ММФ, и на законите што влијаат врз тоа деловно вкружување. Ви кажува, еве и светски релевантни економски институции, каква ви е состојбата со јавните институции? Како да имаат доверба граѓаните тогаш, ако светски релевантни економски институции немаат доверба во институциите? 3 години вие ги раководите институции и немате право да се повикате на претходни влади, не е зависно дали на ВМРО, ДПМН или на СДСМ. Вие ги раководите државата, тоест граѓаните немаат сигурност и немаат доверба во тие институции. Затоа нема вложување. Па нема бизнисмен во моментот во Република Македонија кој што размислува да отвори нов бизнис, кој што мисли да го оплоди својот бизнис. Нема таков бизнисмен. Или може ви разговарате па со друга категорија бизнисмени. Нема некој што не се пожалил и нема некој што не рекол, цитирам, од ова полошо не било. Нема странски инвестиции, па како да има странски инвестиции? Како да има странски инвестиции? Вие влеговте во влада со претходна реторика дека ќе ги бркате странските инвестиции, а сега целата надежда положувате на странските инвестиции. Зошто? Затоа што тие носат вработувања и го зголемуваат извозот во Република Македонија, носат нови технологии. Ние сме давале субвенции, влада претходна на ВМРО, ДПМН. Па која држава во опкружувањето не дава субвенции за нови квалитетни странски инвестиции кои што ќе вработат 1000, 2000, 5000 луѓе и ќе донесат нова технологија? Ние сега во моментот во тие странски инвестиции, во нивните раководни бордови, имаме наши луѓе, кои што стекнаа сериозно искуство, знаење и умење во менаџирањето на тие фирми. А тие се со светско реноме, со европско реноме. Тоа не се купува со пари. Тоа не се оние менаџери од бившиот социјализам кои што стекнуваа знаење, умења во една договорна економија, па одеднаш станаа многу големи менаџери во пазарна економија. Замислите, зошто? Затоа што некој им го даде државниот капитал. И сега располагаат со 500 милиона, милиарда евра капитал. Друго сте вие и друго сте луѓето како вас. Тука да ставиме дистинкција. Знам многу луѓе, млади, кои што почнале бизнис и тоа почнале во време на претходната влада, па и оваа влада, да не ги делим. Се согласувам со вас. Успеале. А овие? Мислам дека се разјаснивме и мислам дека работиме или дискутираме на различни фреквенции. Вие сте во влада во која што не може да реши екзистенционални проблеми во образование, во здравство, да не зборувам. Кај ви е клиничкиот центар? Кај ви е клиничкиот центар? 3 години помина. Кај го удривте камен темелникот? На Водно или во Ѓорче Петров? Или во Илинден? Кај што сакате, ама тоа дома може. Ова се државни пари. И ова е државна политика. Господине Самка Ибримовски. Тука не може тоа да го правите. Кај што сакате. 3 години помина и сега ги убедувате граѓаните дека 500 милиони евра со камати од банките кои што се поголеми се подобра инвестиција од 100 милиони евра со банки од европските развојни фондови, кои што ги нудеше ВМРО ДПМН. Јас ви гарантирам, ако не дојдевте на власт 2016 година, 17, досега пола клинички центар ќе беше готов. Да не зборувам за клиничкиот центар во Штип. Готов ќе беше. Видете, непријатно е, вие сте, еве, самите кажавте 3 месеци министер, но политиката е таква работа. Треба да ги перете оние работи кои што некој пред вас ги закашкал. И тоа таква била вашата судбина, но треба да обстоите и такви луѓе како вас со импресивна образовна CV, со добар менаџерско CV, треба во... Ама не го зборувам ова јасно. Треба да бидете во политика и да креирате политики. Но не, опозицијата знае и да пофали, значи. Но не. Уште е на тест. Но не во вакви расипнички и популистички влади. Сега ќе ви кажам, вие сте помлада. СДСМ секогаш кога влегува во избори, значи секогаш кога влегува во избори, нуди она што претходно 4 години или 3 не го направил. Така беше 98 година, отпишаа некои долгови во пензиски фонд, демек стажот на вработените ќе се брои, иако тие беа дома, избркани од работа, но тоа го направија 3 месеци пред избори. Па дадоа тогаш учебници бесплатни прв пат,
за учениците, ама само една година дава. И тоа беше 3 месеци пред избори. Тоа беше владата на Црвенковски. Па после Владо Бучковски 2005 исти такви некои популистички мерки, сега пред избори тоа го прави Зоран Заев и ви избра вас. Зошто? Знаете и сама, така? Ви благодарам.